Благодарам, колега Бугаевски. Ова е веќе 8-ми пат како власта во Република Македонија во овие 2 години бара симнување на имунитет на пратеник од опозицијата. Навистина е тешко човек да биде пратеник со ваква власт која што се дрзнува за секое дело да се симнува имунитет на пратеници. Па поради тоа би ги замолил уште на самиот почеток колегите пратеници добро да размислат дали ова што денеска го правиме веќе по кој знае кој пат и оваа траурна атмосфера која што имаме на оваа седница е добро како пракса да продолжи и во наредниот период. Сведоци бевме во изминатиот период како додека оваа власт беше опозиција зборуваше за притворите и како зборуваше за малтретирањето на колеги пратеници и други граѓани во Република Македонија. Ние денеска разговараме за барање за одобрување на пратеникот Љупчо Димовски, кој што само пред непол месец заврши со едно уште поголемо квалификувано тешко дело, односно беше обвинет за тероризам и терористичко загрозување на Република Македонија. Колегата Љупчо Димовски редовно и ревносно се одзивуваше на судските рочишта, достоинствено присуствуваше на судскиот процес и немаше никакви индиции дека човекот сака или може да направи, односно да избега од државата или сите оние 3 можности кои што ги даваат за одредување на мерка притвор, опасност од бегство, човекот му беше вратен пасошот, доколку сакаше да ја напушти државата, непречено можеше да го направи истото. Влијание врз сведоци. Ние имаме министер кој што од 2006 до 2009 господинот Ацо Спасеновски беше министер, па ќе ве прашам како е можно после 13 години да има можност за влијање на сведоци, кога сето она за што се обвинети, барем она што го имаме како информација од медиумите, се дела кои што ги се дела или активности кои што се во списите во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Конкретни бројки, конкретни договори. И ве прашувам вас, колеги пратеници, како би можело да се делува врз истото. И третата можност е да не се повтори делото. Нити се министри, нити се во извршната власт, на кој начин тие колеги пратеници и поранешни министри, заменици министри и функционери би можеле да влијаат на тоа. Повторно ќе кажам дека обвинението претходно за потешко дело, човекот достоинствено се јавуваше на сите рочиства и учествуваше во сите судски процеси. Затоа би сакал да побарам од колегите пратеници да дозволат на колегата Љупчо Димовски, пратеник во Собранието на Република Македонија, да се брани од слобода и да ја докаже невиноста. Укинувањето на имунитетот и целата оваа представа која што денеска се случува ќе биде негова осуда и казнување со притвор, каде што колегата Љупчо Димовски нема да може да се брани. Колеги пратеници, солидарноста е суштинска, а не декларативна, исто така и совеста и достоинството. Затоа, како пратеници во парламентарниот дом, апелирам и замолувам до вас да преовладее свеста да може колегата Љупчо Димовски, за да ја докаже невиноста пред самиот себе, пред македонската јавност и пред институциите на правдата, да го поддржиме и да човекот во еден судски процес за кој што сите се залагаме, со едно владење на правото, да може со факти и аргументи да го докаже тоа за што човекот е теретен. Воспротивно, колеги пратеници, Собранието се претвора од практиката која што имаме претходно во монструозна институција каде пратениците меѓу себе се судат и се изрекуваат пресуди. Да дозволиме да преку еден
судски процес, човекот, колегата, пратеникот Лјупчо Димовски и сите останати инволвирани во овој судски процес си ја докажат својата невиност, а не ние како пратеници да им го земаме имунитетот експресно во сабота. Тоа го направивме и пред претходните одземања на имунитети на колегите пратеници. Видовте дека најголемиот дел од нив беа ослободени од сите овие обвинувања. Да не дозволиме да земаме имунитет на колеги пратеници како да правиме некоја најосновна и банална работа. Земањето на имунитет е сериозна работа. Земањето на имунитет од колеги пратеници за колега пратеник е можност за уште не почнат судски процес ние да го осудиме човекот. Интересот на јавноста и на сите овие камери и новинари кои што се денес тука не води кон владење на правото и кон можноста да навистина она за што сите декларативно се согласуваме, а тоа е владење на правото, можноста, презумпција на невиност и можноста за докажување на секој инволвиран во било кој судски процес, да си ја докаже во судски процес, во кој што ќе нема притисок и од јавноста, во кој што ќе нема притисок од судството. Спротивно на тоа, ова што денеска се случува е повторно една представа за македонскиот народ во недостаток на други конкретни проекти. Власта ќе се изживува врз опозицијата и ќе дава храна за широките народни маси во Република Македонија. Колеги пратеници, на нас е одлуката да овој законодавен дом си остане на нивото, да она за што не повикувате помирување и можност за почеток на работа на овој парламентарен состав, кој што овие 2 години навистина помина низ многу искушенија и низ многу предизвици и низ многу чудни, би рекол, ситуации, ги затвориме и како колеги пратеници да дадете поддршка на нашето барање да сите овие процеси кои што се случуваат бидат во една нормална атмосфера, затоа што од она што го гледаме и од висината на делото за кое што се теретат, ние имаме за многу повисоки дела и за повисоки суми луѓе кои што се бранат од куќен притвор, а сега за колега пратеник кој што е тука, кој што не бега, за кој што сите документи согласно она што го слушнавме Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги има доставено, МВР ги има разгледано, да одредуваме мерка притвор со која што и така нарушеното здравје на колегата пратеник од претходниот притвор, сведоци сте и вие што се човекот помина и какви здравствени проблеми има од првиот притвор кој што му го одредивме, да го ставиме во можност да не размислува за она за што се терети, туку да се бори со секојдневните проблеми кои што би можел да ги има доколку вие, колеги пратеници, не подразмислите малку совесно и не му дозволите да се брани од слобода. Ви благодарам, се надевам дека овие мои аргументи и апели кои што ги кажав ќе допрати до вас и ако веќе декларативно се залагаме за владење на правото, за помирување, ова е можноста да го докажете тоа. Ви благодарам.